Сигурно сте ја чуле древната изрека дека сите патишта водат во Рим. Во почетокот поинаку гласила таа фраза дека сите патишта тргнуваат од Рим. Бидејќи на централното место во Рим, на форумот, таму имало нешто како златен камен, како тој ограничен камен што го викат, и од него тргнувале патишта кон сите правци на Римската империја. И секако сите патишта воделе кон тој камен. И од тука таа изрека дека сите патишта водат кон Рим. И нормално е, бидејќи Рим е центарот во тоа време во светот, местото каде што е сместен дворецот, политичкиот живот на империјата, Римската империја. Таму е и централниот економски живот, а во исто време Рим бил познат со своите градби, храмови, гробишта, резиденции или дворци на императорите и исто така центар на забавата, големиот циркус Максимус, каде што били организирани трките со двоколки или како ги викаат, гладиаторските борби, големата римска арена. И затоа луѓето, поради сите тие причини, економски, политички, забавни, оделе да ги видат познатите бањи, исто така во Рим. И затоа сите патишта воделе кон Рим. И не случајно, тоа е големата желба и на Павле, да отиде во Рим. И таму да го проповеда Евангелието. И тој таа своја желба искажува 3-4 години порано, кога го пишува посланието до римјаните, каде што кажа, сакам да дојдам кај вас, верните во Рим. И некако последните тие глави што ги разгадувавме од 20 па наваму, сите патишта водат кон Рим. Павле имаше од Бог, од Христос, јасно откровение дека ќе отиде во Рим. Тоа беше и желба, меѓутоа тоа беше и стратегијата на апостол Павле. Неговата стратегија беше да оди во така поцентрални градови и од тука потоа Евангелијата да се шири во помалите градчиња. Кога ќе се основа црква во некој центар, потоа градовите кои што гравитираат исто така биват евангелизирани со христијани кои живеат во тој централен град. А пак во таа смисла Рим е центарот на светот. И од тука тој Павлов модел имаше логика во Рим да се проповеда Евангелието како центар, од каде што потоа ќе се разнесува на секаде до крајот на светот, на секаде низ Римската империја. И тоа не беше само стратегија на Павле, тоа беше и Божјата воља. Бог откри воља, дека Павле треба да проповеда пред царскиот дворец, пред царската, да кажеме, пред семејството на царот. И бидејќи Бог го реши тоа, бидејќи Бог го вети, и тоа се случи. Видовме последните неколку глави колку препреки имаше. Павле сакаа да го убијат евреите. Па беше затворен, против него атентат се спремаше, судски процеси имаше. Павле се повика на правото да биде суден во Рим, тргна бродот, бродоломи. 2 недели се бореа против брановите, се изгубија. Меѓутоа, волјата на Бог беше тие да стигнат во Рим. И змија ке го касне, отровна, меѓутоа кога Бог решил нешто, тоа се случува. И тоа е една убава илустрација на оно што Павле го пишува порано во посланието до римјаните, дека ништо не може да не оддели од Божјата љубов. Дека се содейства за наше добро. Ниту сили, ниту власти, во конкретниот случај имаше сили. Власти имаше. Имаше луѓе. Сигурно и темнината се вмешуваше. Имаше смртна опасност, бродоломи, змија отровна. Ништо не може да го откине човекот, Божиот човек, од Божите раца, од Божјата воља. И на крајот стигнуваат во Рим и така
триумфално Лука во 14 стих, вториот дел, во нашиот превод пише и тргнавме. Не, оригиналниот текст е и стигнавме во Рим, така победоносно. Се исполни тоа што и Павле го сакаше, но беше и Божјата воља. Меѓутоа, на тој пат, на тоа патување до Рим, имаше уште една станица, која Павле немаше во глава. Ја немаше во неговиот план. Еден остров, кај што требаше да останат 2-3 месеци, 3 месеци, и бидејќи Бог си имаше план за тој остров. Сеќавате, тоа последната станица, така да кажеме, пред пристигнувањето во Рим, е островот Малта. И ќе видиме таа бура, што траеше 2 недели. Тој бродолом што се случи, повторно не е надвор од Божиот план. Бог си имаше план за тој остров. И не случајно таму се урна бродот, во близината на тој остров, и не случајно пак на едно точно определено место на тој остров, на определена територија, на еден имот. Сето тоа се случи. И така, ајде да се подсетиме. Значи, минатиот пат го видовме патувањето како почна од Ерусалим, Кесарија до Малта. Прво тргна со брод, покрај Кипар, па се вкотвија некаде на јужниот брег на Мала Азија, па таму тргна со намера да заобиколат Крит, стигнаа на источниот брег, не им се допаѓаше пристаништето, Павле им рече, добро е тука да останеме, да чекаме добро време, да помине опасното време за патување, меѓутоа морнарите сакаа да одат на западниот брег, во поубави градови, таму да ја поминат зимата, ги зафати бура, 2 недели, ни сонце, ни звезда, не знае кај се наоѓат. Ветрот ги носеше се по најуг, кон африканскиот брег, се плашеа дека ќе удрат во подводни карпи, фрлија товари, котви, јажиња, ама никако да го сопрат бродот и на крајот после 2 недели, не јадени, не пиени, не спиени, се откажаа дека ќе се спасат. Рекоа, се откажуваме дека ќе преживееме. И тоаш Павле ги охрабри. Им рече, бидете бодри. Бог ми се јави, ми рече дека сите ќе бидете спасени. Освен бродот. И така се случи. Доживеа бродот во близината на брегот на Малта, меѓутоа сите се спасе. Кој пливајки, кој држејки се за некакви парчиња, остатоци од бродот на даски, стигнаа до брегот. И тука веќе продолжуваме. Тоа е моментот кај што прекинавме минатиот пат и продолжуваме. И може се ја представите сцената. Сте гледали филми со бродоломи. Бродолом некако стигнуваат преживјаните на брегот и ги сврлат брановите и они лежат, се влечкаат некако и тука устануваат и обично заспиваат. И продолжуваат сцените во филме, после нели известно време, сонцето или водата ги буди и околу нив домородци со копијата чекат да ги свртат на ражен. И така некако започнува и тој текст во 28 глава. Луѓето се на брегот веќе, се спасевме, дознавме како се вика островот, Мелит или Малта, а мештаните, и тука тој зборот, варварите, таа е сликата. И тука во нашите глави се создава впечаток за луѓе, оние човекојаци со алки во носовите, кои ги сведнаш ги стават во кафес, за потоа да ги готват за јадење. Ама еве Бог прави чудо и тие покажуваат големо човеколюбие. Во некои англиски преводи, да, преведен зборот дивијаци се користи во преводите Кинг Джеймс, варвари, како нешто така, како примитивно, нецивилизирано, меѓутоа воопшто не е така. Зборот варвар или барбар не значи дивјак, не значи некаков примитивен народ, не. Зборот барбарин
ономапатејски. Сите кои не говорат елински, кои не се во таа елинска јазична, културна, филозофска цивилизација, се варвари или барбари, бидејќи тие не говорат елински, тие барборат нешто. И од тука е тоа барбар прават. Тие се барбари, тоест иноговорници, не знам како да ги наречеме. Веројатно, така велат историчарите древни, дека тоа биле финикици, Малта била населена од финикици, тоа слуги од северниот брег на Африка и говореле оној јазик што е во близина во денешен Алжир, Картагена и така натаму, тоест како беше тука некаде го има и нивниот јазик. Во секој случај, пунски јазик, да. Во секој случај неразбирлив за елините. Но како цивилизација тие покажале човечност. Знаете, ова што го пишува овдека Лука е типична акција на спасување, така да кажеме. Голема хуманитарна акција на спасување на преживеаните од бродоломот. Денес така им исто гледаме такви акции, мигранти ќе се истоварат после бродолом на италијанскиот брег или на грчкиот брег и почнува таа акција. Веднаш доаѓаат тука, ги даваат кебиња, да ги стоплат, да ги нахранат. Овие луѓе овдека, 276 души, може да се представиме каква ситуација се. 2 недели, видовме, се без надеж. Павле им кажува, 2 недели не сте јале. 2 недели не јале тие луѓе. Не спиеле, истоштени се. Да, каснале пред бродоломот, ама колку може едно јадење да врати сила на човек кој 2 недели не се хранил. И не само тоа, бродоломот го истоштува човек, тие пливале додека да стигнат, се бореле со брановите додека стигнат на брегот. Биле во студената вода, периодот во годината е крајот на октомври. Ладна била водата. Значи сите тие луѓе, гладни, премрзнати, преморени, се на брегот. И им доаѓаат некакви барборковци од другите, што не ги разбираат што зборат. И во еден момент, и затоа тука Лука кажува, мештаните ни окажа невообичаена, необична човеколюбивост. Сите не примија. Што значи не примија? Не згрижија е зборот овдека. Сигурно им дале се што им треба. Луѓето биле лежеле, не можеле да се движат. И не стоплија пишува, тоест, бидејќи врнеше дожд, беше студено, накладоа оган. Или, сигурно е било 256 души, не може околу еден оган, запалиле, групи направиле за да ги стоплат. Тоа е гестот што го покажуваат овие малтежани, гледајќи ги овие изнемоштени жртви на бродоломот. И еден податок има овдека, кој со така прави голем впечаток. Би очекувале, да, сосема нормално истоштени да лежат и другите се грижат за нив. Веднаш Црвен крст доаѓа, им носи облека, сува, да се стоплат, храна, сокчиња, вода. И тука го гледаме Павле како трча да се грижи за тие луѓе. Тој е тој кој заедно со мештаните оди, собира гранки и трча меѓу луѓето, меѓу преживеани од бродоломот, да им помага. Да им помага Павле. Тој Павле не престанува, колку да читам Библијата, не престанува тој човек да ме восхитува. Ако бев мене, јас да бев, ке лежев сега, толку сум се мачил, Бог ме спаси, еве има овие добри луѓе се тука, фала ти Господи за нив, и се грижат за мене. Не, Павле трча заедно со другите да им помага на останатите 276 души, 275 души без него. А тие се, освен Аристарх и Лука,
Не се християни другите. Въобще не се християни. Това са некакви пагани. Павле повторно служи. Истото што го правеше на бродот, додека беше бурата, се крие: ядете, ќе умрете од глад, не грешете се, охрабрете се, имајте надеж, Бог е со нас, нема да не остави. Истиот тој човек овде, кога секога Бог ги спаси, трча да ги да им ги снабди потребите, да ги стопли, да им запали огън. И во тоа трча на себе очекува, таа грижа што има, по-скоро, место нели така да имаме една награда, ке го укасе една отровна змија. Ем прави добро и змијата излегува и го му се забодува во раката. Змија е хитна, ама овој другиот збор е терион. Два различни збора во текстот Лука користи. Едниот збор е да каже дека е змија, а другиот збор терион значи да каже дека е звер, дека е отровна, опасна, отровна змија. Ја препознале мештаните, ги знаат таму змиите на Малта, виделе дека е отровна, смртоносна змија. И не е вообичаено таква сцена. Има, како мал го даваа честопати тој Лоренс од Арабија филмот. Сте чули сигурно, не знам дали има нови верзии, има стари верзии на тој филм. Некаква вистинска личност, не го знам многу неговата историја, се борел во Првата светска војна на Арапскиот полуостров, сигурно од страна на англичаните. И една вечер така има таа сцена која била вистински случај, собрани околу огнот во Арабија, ноките се ладни таму, собираат исто така гранки, палат оган и во филмот така и сцената е малку мистична, од самиот оган излегува една долга црна змија, поминува низ нив и се заминува. Во сега што станува збор и исто тоа и овдека. Во змиите, знаете, они се ладнокрвни суштества. Кога е ладно, они се парализираат, се здрвуваат. И во тоа ладно време, во октомври, таа змија била некаде во гранките, здрвена од ладното. И Павле кога собирал, та не се приметува во меѓу гранките. И заедно со гранките ја става тука или на огнот, или покрај огнот и од топлото пишува. Таа оживува и се уплашува и му скока веднаш во раката на Павле. Се забодува. И мештаните кога виделе што се случило, веднаш доаѓа оној заклучок, кој е примитивен, нели, за тие народи кои веруваат во религија, дека одма тоа е казната од боговите. Еве се спаси од продоломот, ама не може да се спаси, бидејќи е убиец, сигурно е убиец, што меве ова му се случува сега. Го касна отровната змија и овде кога го користат зборот Дике, значи, устари тоа е името на богињата на правдата. Богињата на правдата, еве, го касни, бидејќи сигурно е убиец. Тоа е заклучокот. И тој заклучок што и ние многу често го правиме веднаш, ако на некој почнат така да му се редат лоши работи, си велиме сигурно ова е нешто многу грешен, не може да се случуваат такви лоши работи на човек ако не сгрешил многу. Не, така. Тоа ни доаѓа природно да го донесеме тој заклучок. И така и тие луѓе така си заклучија. Ги гледаме околностите во животот на некој човек и ако тие се благопријатни, велиме, добро е, Бог го наградува, а ако не се благопријатни, велиме, еве, Бог го казнува. Меѓутоа, Библијата ни вели дека околностите, животните околности, не треба да бидат критериум од кој ние утврдуваме духовната состојба на некој човек. Не треба. Зашто има еден цел псалм напишено, Асав, 73-ти псалм. Тој гледа успех, шалом, благосостојба, просперитет кај неправедните, а самиот тој страда цело време. И почнува да го напаѓат сомнежи, му се клатат нозете на верата. И во еден момент кога влегува во светилиштото меѓу
Божото собрание, тоа што разбереш, што е вистински благослов, што е просперитет, што е наклонетост и кај се гледа, тој го гледа крајот. Да може човек да биде многу неправеден и да успева во животот. Зашто на крајот на краиштата вечната состојба на човекот е вистинскиот, тоест вечната состојба со Бог е вистинскиот благослов, вечниот живот со Бог. Додека на другите го гледа тој лискав крај, или на лискава патека се ги поставил и нивниот крај е погибел. А сеќавата за Јов, му се случи на вистина лоши работи, загуби се и дојдаа неговите пријатели и 30 на глави го убедуваат. Сигурно си многу лош, не може да не си многу лош, не може да не си многу грешен. Зашто сите овие работи што се случуваат не може да се случат на праведен човек. Го убедуваа да признае, да прифати дека е многу грешен. Или знаеме сега, да не навлекуваме, тоа беше до потврда на Божиот суверенитет, дека е Божиот човек и во неволјата ќе му остане верен на Бог и ќе ја прифати секоја Божја одлука. Независно тоа каква е. Имаше случаи со така со слабородениот човек во 9 глава на Јован. И тоа Јова ги кажам тие ситуации да се види околности како не создават неправилен впечаток, исто така па Бог создава околности да постигне цели. Случајот со слепородениот човек во Јован 9 глава. Прво учениците кога го виде веднаш поставя прашање: он нашо, каже, поноши од нас наш нагон. Он ли е грешен, родителите ли се грешни? Кој е грешен за состојбата на тој човек? И Христос рече: ниту родителите, ниту тој. Туку не заради гревот на родителите или неговиот грев, туку тоа е за да се покажат Божите дела во него, да се прослави Бог и се покажа Божите дела. Дојде чудотворното исцеление. И што се случи? Таа ситуација послужи тој човек кој бил слеп цел живот, кој немал можност да се поучува на законот, кој немал можност да оди во синагогата, кој немал можност да влегува во храмот поради неговата состојба, им држи лекција по теологија и праведност на фарисеите. Фарисеите упорно се трудат да го убедат дека Христос е грешник, дека е од сатаната. А тој упорно пак им одговора: кај се чуло и видело грешен човек да врати вид на слепороден човек? Та нели во Стариот Завет пише дека само Бог враќа вид на слепороден слеп човек, дека тоа е знак за месијанството. И еден таков човек сведочеше на луѓето за божественоста на Христос и неговото месијанство. Еден таков чин послужи да се види Божјата слава, да се видат Божите дела во животот на тој човек. И овдека ова е истото. Истиот случај го гледаме. Нели? Се прослави Бог и за да да се прослави Бог, да се видат Божите дела. Да, не дека Бог нема случаи во кои што Бог дисциплинира, создава околности за да предупреди за гревот, за да доведе до покаяние, како например со коринтијаните за Господната трпеза, во 11 глава на првото послание. Пишу там дека мнозина биле слаби, немокни, болни, умирале некои поради нивниот неправилен пристап кон Господовата трпеза. Зашто не се испитувале самите, па Бог ги испитува. Или во Евреите 12 глава пише дека Бог ги дисциплинира своите деца, бидејќи си ги сакат за негови, но заради нивниот грев. Така, да, има и такви ситуации, но не треба околноста веднаш не да наведе, нешто како што овдека. Има хумор овдека, малку користи, ке видиме Лука, зашто околностите во кои се најде Павле, кој се промени радикално наеднаш, создаде впечаток или мислење кај луѓето исто така од едниот екстрем во другиот екстрем. Видеа луѓето дека виси змијата на раката, меѓутоа и заклуча тоа е многу грешен, убиец, и виде за тоа Павле не се уплаши, не почна да скока од страв да вика, туку само ја истресе змијата во огнот,
И си продолжи да си работи. Луѓето чекаа сега да потече, да пена да му излезе од уста, да умре, меѓутоа ништо не се случи. И кој беше сега нивниот заклучок? Ово е Бог. И тоа е смешното што овдека Лука го прави. Како може да ви чу? Од еден екстрем, оди веднаш од друг. Од најлош, меѓу сите затвореници што се на бродот, меѓу тие 276 души, и ово е најлошиот што го казнува богинјата, и сега најдеш, не само што е најлош, тој е Бог. Сигурно е Бог. Не, Павле не беше ниту убиец, ниту пак е Бог. Сето тоа се случи за да се видат Божите дела. Се видат, зашто малтежаните ја немаа Божјата светлина. Малта беше на периферијата, на маргините на човечките планови за нивното досегање за Евангелијата. Тие не беа во рутата на Павле, малтежаните. Не беа во рутата на другите луѓе, меѓутоа беа во Божјата рута. И како што се случуваше во целата книга на апостоли, на делата, на тој момент, Бог ги покажува своите дела. И ова е едно од тие. Нели? Се покажа Божјото дело по Павле и ќе видиме понатаму се покажуваат тие апостолски знаци, се покажува автентичноста на Евангелието. Тоа е, за тоа се случи тоа. Тие се истоварија тука, на тој брег, за да Божјото дело се расшири овдека. И веднаш што на самиот почеток се отвори врата. Чудото со змијата, кој создаде таму, меѓу тие луѓе, едно движење и врата за евангелизирање, духовно раздвижување. И продолжуваме, гледаме Божјата промисла. Знаете ли, мала е веројатноста во една таква бура бродот да удри точно во Малта. Зашто тој ветер што почна да дува и за кого пишува нели Лука во претходната глава, би било логично да ги однесе во Алжир некаде, во Африка, на Северна Африка, не Малта. Меѓутоа тие се истоварија на Малта. Тоа беше Божјата воља. И не само што еве така на брегот на Малта, туку тие беа истоварени на тој дел од Малта, пак каде што живее, или на имотот, на нивите, на плажите, на римскиот управник. Тамо каде што управува, каде што има имот, римскиот управник Поплий, главниот на островот. На неговиот имот, всушност, се случува тоа истоварување. И тој ги прима, пише, 3 дена и 3 ноќи и ги гоштеваше. Сигурно, случката со змијата се расчула меѓу сите, таму во Малта и дошле тие довото на тој Поплива. Меѓутоа, овдека имаме и еден друг фактор. Павле е воден од преториската гарда, од царската гарда. Тука има еден стотник од царската гарда, т.е. има високи представници на Рим, од воениот и политичкиот живот, така да ги прима на гости тие римски нели, офицери, Јулиј стотникот, но не само, тука се и Лука, пишува Лука во прво лице, но и Лука е таму, и Аристарх веројатно, и Павле е во таа група на почесни гости во домот на тој римски управник. И таму пак во тој дом таткото на управникот има треска и има дизентерија. Има толкувачи кои се обидуваат да дадат обяснување за тоа. Не е невообичаено на Малта, во Медитеранот, таа болест со треска и дизентерија, предизвикана од микроорганизми кои ги имало често и во млекото на козите. Има дури име, како се вика, има познавач на служењето на Павле, еден добар познавач на Новиот Завет, Лонгникер, кој вели дека тоа е всушност таа болест. И Павле
полага раце, се помолува и човекот е излекуван. И се тука има, нели, пак збогатување на мисленията, например Калвин кај пишува за овој текст, вели, ова беше награда за домот на Поплии, поради гостопримството што го покажа кон Павле. И да, ова е добро охрабрување за да покажуваме, треба да бидеме гостопримли, меѓутоа, моето убедување дека основната причина поради која се случи сето тоа беше пак да се покажат апостолските знаци. Бидејќи таму тој остров беше недосегнат до тој момент од Евангелието и овдека Бог покажува својата сила и мок во службата на Павле како апостол за потврда, нели, на Евангелието кој со сигурност се проповедал таму на островот. И што се случува? Се основа како некаква клиника христијанска. Бидејќи почнуваат многу луѓе да доаѓаат, болни и доаѓаа се исцелуваа. Павле го пишува пак како сведок на сето тоа. Сигурно основниот начин на лекување биле чудата, чудотворни исцелувања, така да ги наречеме. И тоа зборот тука беа исцелени, нели? Јуто зборот што Лука го користи како лекар, е зборот терапеу, кој повеќе значи на лекување. Кога доктор лекува со совети, со терапија, со лекарства. Зашто има друг збор кој повеќе говори за она исцеление Божјо, на обнова која доаѓа во телото со Божја намеса. Јас верувам дека тука, да, чудотворноста е главна, меѓутоа, веројатно, туку сигурно и Лука бил вклучен како лекар во сите тие работи. Како и да е, колку беше тука, колку пишува, колку време, 3 дена, меѓутоа, потоа другите страда да се исцелуваа. Мислам дека 2 месеци некаде, веќе февруари доаѓа, во тие тргнуваат. Мислам дека во следниот текст пишува колку вкупно време тоа го прават таму. Тие се на островот, служат на Бог и, нели, и лекуваат. Тоа е нешто како некаква болница таму, во кој и Павле и Лука сите се вклучени да помагаат на мештаните. Знаете, што е пак основното? Кој е фокусот? Кој е пак представата што ни открива Лука за Павле? Павле на бродот помагаше, беше таму да охрабрува. Кога се случи бродоломот, тука беше пак да им помага, да собира дрва, да се стоплат луѓето. И сега 2 месеци тоа е таму, би очекува да се спрема за Рим, го очекува судски процес, сега да седна таму, посебно да си направи една канцеларија, да си земе перото, папирусите и да почне сега да си подготвя одбрана, да не го чепка никој. Не, тоа е таму, работи. Цело време работи Павле. Служи. На островот Малта. И Павле може да каже, вака, ова не беше во рамките на моите планови. Ова сега нешто непредвидено излезе. Не сум се спремал јас за ова овдека. Јас се спремам за Рим. Не. Знаете ли што? Има еден принцип што е Павле ни го јасно открива. За Божиот слуга секогаш има служба. Секогаш има служба. Не може некој да каже, ама сега нема служба за мене. Не, оно што сака да служи, ќе си најде што да служи. Ќе оди по луѓето, ќе ги храни. И тоа е служба. Павле тоа го правеше. Овдека ги лекува луѓето. Да, верувам дека сигурно сведочел таму. Сигурно им раскажал таму пред Дамаск. Доаѓа некој болен, и јас бев слеп, така, Бог ми го затвори видот. Не може Павле да не го споделува Евангелието. Едноставно не може. Но овдека Лука не покажува таа страна на Павле. Човекот кој е активен да служи на потребите на луѓето, како што беше Христос. Христос беше таков.
Работниот ден на Христос траеше од рано наутро до доста навечер. Има такви ситуации во Марко Евангелието, например, кој така динамично ги спојуват сите тие настани. И уште во првата или втората глава вие може да видите на работен ден од Сабајл. Лекува, поучува, прави таму, се моли вечерта, сите одат да спијат, тој устанува да биде со својот отец и така. Павле е навистина следбеник кој наликува, кој е Христолик. И така, и после кога завршил тој, кога веќе доаѓа добро време за пак да тргне, да го продолжат патувањето кон Рим, пишува тие не почитуваа многу, не удостоја со големи почести. Как благодарници ли им давале, не знам што правеле. Но најважното, овие луѓе загубија се за време на предоломот. Прво си ги фрлија куферите, товарите, нема ништо, беа голи боси. Што направија малтежаните? Организирале акција на собирање на вакво, на кој што има да даде. Облека, кебиња, што ќе им треба за патувањето до Рим. Ги наполниле пак, им ги наполниле куферите, да има со што да одат. Бог се погрижи за нив на ваков начин. И пак се враќаат на вистинскиот колосек, на онаа рута кој што беше во нивниот план. Пак кон правилниот пат. А ова овдека Малта е, не знам како да нарече, едно Бог направи заобиколување од главната рута. Не беше во главата на Павле, ама беше во главата на Бог. Павле беше фокусиран кон Рим. Тоа е големата цел. Бидејќи Рим е важен град, центарот. Меѓутоа, колку што беше важен за Павле големиот Рим, за Бог беше исто толку важна и малата, и таму забутана некаде Малта. И Бог што направи? Бура, ги отргна од патот, бродолом е таму. Ке бидете сега 2 месеци, 3 месеци во Малта и таму ке служите меѓу овие барбари или варвари. Многу пати ние така ке си направиме, нели, наши планови и треба да ги планираме нашите животи. Треба да го имаме нашиот дел, да бидеме одговорни во една добра организација и планирање на живот. Меѓутоа, многу пати Бог ќе се вмеша во тие планови за некаде да не тргне по некој спореден пат, да не одведе некаде што не сме се подготвувале, не сме го имале наум, ама како Павле подготвени да се покориме. И Павле се покори. Тука ќе бидеме, ќе служиме, ќе лекуваме. Тоа е сега Божјата волја за мојата служба. Мојата служба продолжува овде, како што би требало да биде и во Рим. Бог се гриеше за малата Малта, како за величествениот Рим. Така. Но, и Божјата волја беше Павле да оди во Рим, така да ги врати. Заврши таа епизода, кратка, и ги врати во... Да, по 3 месеци пише. По 3 месеци отпловивме, значи 3 месеци биле на Малта, додека да дојде доброто време, добрите ветрови, да помине зимата, се качуваат повторно на Александрски кораб, тоа е главната рута за Рим, Александрија, Рим, тоа е рутата на кај што поминуваат, тоа се житните договори. И денес ги има такви житни договори, сега голем проблем војната во Украина, Русија контролира голем дел од Црно море и не дозволува танкерите со жито да поминуваат низ Црно море. И така се расипува таа житна сделка, што ја викат. Житната сделка во Римската империја било Александрија како главната житница, Рим. И така доаѓа, зашто веќе било добро време за патување, тргнува подоцна некој нов голем танкер од Александрија за Рим и они го начекуваат во Малта и
се качуваат и тука додава Павле, Лука еден детал, дека тој брод носел знак Диоскори, или знакот на близнаците, нели, двајца близнаци, синовите на Зевс, Кастор и Полукс, кои го сочнуваат тоа созвездие близнаци, биле сметани, се верувало дека тие се заштитници на морнарите, зашто за морнарите звездите се најважни. Аз не знам дали во тој дел точно тоа созвездие е најјасно, како и да е. И обично пред да тргнат на пловидба пренесувале жртви на тие двајца браќа, синови на Зевс, богови, и исто така на самите бродови ставале статуи. Некаде на кормилото, на врвот на бродот, статуи на тие двајца, на тие близнаци. И таа статуа се нарекува Диоскори, како општо име за близнаците. И зошто пак сега Лука го додава тоа? Што е толку важно? Лука е многу детален, сака се да ни каже, но кога тој пишува нешто има и значење. И овдека има иронија. Иронија. Сега, со други зборови, сега сме спокојни. Сега нема да има бродолом. Видете? Спокојни. Диоскори ки начува. Ако довдека едва и се спасивме, оти го немаше Диоскори, сега ќе бидеме спокојни. Не. Ова е иронија. Па кај беа Диоскори? Сигурно принеле жртва пред да тргне и предходниот брод. И 2 недели ги немаше. Ги замагли ветрот, небото, облаците, ги замаглија близнаците. Ги немаше, не може да им помогнат. Не се мокни. А кој им помогна? Бог прати ангел и им рече, не грижете се. Бог е Богот на морето, на ветровите, на бурите. Бог е тој кој што се контролира. И тоа е таа иронија што овде ќе користи. И дава накратко, тоа се викаше, како се викаше, трипологија, тоест го опишува накратко патувањето во неколку фази. Се качуваат на Малта, потоа одат во Сицилија, Сиракуза, тоа е главниот град на Сицилија, таму остануваат 3 дена, од Сиракуза одат во Ригија, која е најјужната точка на Апенинскиот полуостров, од тука потоа одат на север кон Потиоли, Неаполското пристаниште. Таму многиот браќа остануваат 1 недела и од тука, од Потиоли, веќе последниот дел на рутата е по копно, кон Рим. Од Неапол кон Рим. И ова е, нели, тој дел, и потоа тргнавме за Рим, тоест во оригиналниот текст е и еве веќе во Рим. Конечно сме во Рим. Тоа патешествие кој почнува уште некако во Ерусалим, кога Павле беше, нели, заробен, кога сака да го убијат, од тогаш почнува. И еве после многу перипети, после многу бури, затварања, после многу обиди да биде убиен, еве се оствари Божиот план. Божиот план се остварува. Тоа е тоа. Никој не може да го спречи тоа. И браќата пак, кои од Рим веќе начуле дека доаѓа Павле со Лука и со другите, и излегоа да не видат. И тоа се тие некои места, како Апиевиот плоштар, 3 таверни, оддалече на 50-60 километри од Рим, а тоа веќе се води како Рим, од центарот на Рим. Отишле, пешачеле или со нешто отишле да го пречекат уште оддалеку. Тоа за напред парусија, она што се вика, како на многу виден гостин, како некој човек кој што ќе ги посети, значаен човек. И пише и додава тука Лука, кога ги виде Павле, му заблагодари на Бог и се ободри. Се охрабри. Зошто се охрабри? Павле многу сакаше да оди во Рим. Многу сакаше да ги види браќата и сестрите во Рим. Меѓутоа тој
планираше на друг начин да оди. Сигурно планирал да оди како апостол там, меѓутоа сега оди како вокови, како затвореник. И сигурно имало некој така притеснато с него. Како ќе ме пречекат сега, кога ќе чуват дека како затвореник доаѓам, ќе ме очекува судски процес. И кога гледа дека тие луѓе доаѓаат далеко да го пречекат, се охрабрува. Ја гледа нивната гостопримливост, ја гледа нивната љубов и сега е спокоен. Ако имало некакви сомнежи, тие се тргнати. Браќата во Рим ме сакаат, ме почитуваат. Многу е важно гостопримството. Многу е важно охрабрувањето. Многу е важна поддршката. Да. И тоа е уште еден доказ за Божјата рака. Таа е со него. Еве, Бог му даде еден радостен пречек. И се заблагодари на Бог за тоа. Тоа е човечки момент кој сите го имаме. Знаете, тоа е вокови, ама и тогаш било срамно да си вокови. И денес е срамно да си во затворенички облик. Павле е во затворенички облик, вокови. Меѓутоа браќата се радуваат, ни доаѓа Павле. До таа мера што одат далеко да го пречекат. И таа одговорност повторно, што на која се покоруваат тие браќа во Рим. Да бидат гостолюбиви. Павле го пишуваше тоа. Да бидеме, да се примаме, да бидеме гостолюбиви, да се грижиме еден за друг. Тоа охрабрува. Тие земаат дел од товарите на Павле на тој начин. И го охрабрија. И, завршува. И штом стигнавме во Рим, веќе самиот град, на Павле му беше допуштено да живее одделно, но под стража на еден војник. И овој податок што го дава Лука е многу важен. Павле не е ставен во затворските келии. Не, Павле е ставен во домашен притвор. Изнаемена е куќа и тој е ставен во може би куќе на некој христијанин, не знаеме, најдена е просторија и тоа е во домашен притвор. Тоест, со правото да доаѓаат луѓе кај него, да го посетуваат, со правото да се среќава со луѓе. И тоа е навистина еден голем благослов. Кој го носи решението кај ќе биде Павле? Знаете кој го донел решението според законите? Римскиот стотник Јулиј. Зашто тој е тој кој треба да го спроведе од затворот во Кесарија, да го донесе во Рим и да го смести во затвор. Истиот тој Јулиј кажува, кој што уште на почетокот Лука напиша и се однесуваше многу човеколюбиво кон него. Ептен се однесуваше човеколюбиво. На крајот обезбедува за Павле посебни услови. Знаете што значи тоа? Тоа значи за Павле можност да проповеда, да му доаѓаат браќата таму од црквата, да ги поучува. Не само секој што сака може да дојде во килијата, не килијата, таму каде што е Павле и да слуша Евангелие. И тоа е нормално, ако тој во келија заклучен, има решетки, железни врати, и тоа е таму со други затвореници во зад решетките. Меѓутоа, бидејќи е во домашен притвор, и тоа е пак една голема гест, тоа ги зголемува, ги отежнува некако околности за чување. Ке мора да има сега до него војник, што цело време ќе биде до него. И било правилото, како ги чувале, војникот го става едниот крај за синџири на својата рака, а другиот крај на раката на Павле. И фактички цело време еден војник е врзан за Павле. Цело време, 2 години, колку што траел тој процес. И дилемата е тука, нели, дали
Павле е врзан за војникот или војникот е врзан за Павле? Зашто Павле нема, тука си е тој. Но еден човек треба да седи до него и да го слуша. Како кога доаѓаат христијани, разговараат. А кога не доаѓаат христијани, да му каже, дај ми сега тука перото, да му помогне кога треба да пишува и така натаму. Тоа е, видите, Божјата благодат, но и овдека има нешто што Лука го истакнува цело време, а тоа е самиот Павле, како човек кој го има во себе духот и плодот на духот. Како дојде до тоа еден римски стотник толку така да се приврза кон Павле и посебно кон Павле да покаже таква наклонатост? Павле не бил некој така симпатичен човек. Традицијата не го представува. Има послание кој го користила раната црква во почетокот, но потоа е утврдено дека не е канонско, не е боговдахновено, но има историски во себе содржи таква податоци. Тама опишан тој како еден ситен човек, така не многу симпатичен, подгрбавен, искривен. Меѓутоа, истиот тој запис вели дека лицето му било како на ангел, полно со благодат, полно со благост. И јас верувам дека Павле бил таков човек. Благ човек, добродушен човек, мил човек. И тоа му се гледало на лицето. Ма тоа е духот на Светиот Дух. Духот во нас произведе плод кој треба да се види. И јас верувам дека тие денови кога тој стотник Јули организирал транспорт од Кесарија до Рим, бил со Павле, морал да биде со Павле. И му се прилепило срцето, Павле му го стопил срцето буквално. И тоа го гледа потоа Јули на бродот, го гледа во Малта на копното, гледа како помага на луѓе. Може, каков треба да си, кога гледаш човек кој толку многу луѓе помага, спаси цел брод Павле, со советите, со охрабрувањата. На островот колку луѓе таму излекува. Јули, не, овој човек не може да оди во затвор, не може во Зандани. Ке му обезведиме место каде што ке има слобода. Не слобода се движи, но слобода да биде со луѓе. И сега тука, ке навлезам во една тема за животот, нашиот начин на живење како начин за евангелизирање. Се не вака. Немој така, ама Бог и вистина дека само евангелието е евангелизирање. Да евангелизираме значи да го кажеме, да кажеме добрата вест, благата вест. И Бог е суверен. Како што брановите, како што бурите, се покоруваат на Божјата воля, така и човечкото срце е покорено на Бог. Меѓутоа, и минатиот пат зборев, Бог користи средства. Бог користи средства. Бог го отвара срцето, но Бог користи средства за отварање на срцето на човекот. Бог е тој што го отвара. Бог користи евангелието, ама тој користи средства. Уста користи, за да биде кажено, тоа е евангелие. Бог отвара срце, ама Бог користи нашето поведение, нашиот живот, нашиот демонстрацијата на плодот на духот кој го раѓа во нас, Светиот Дух. Тој го раѓа духот. Но наша е одговорноста да го демонстрираме тој дух, да го покажеме. И во нашето евангелизирање, во нашиот живот покрај луѓето, Бог и тоа да го употреби како средство. Нивните срца да омекнат, да бидат придобиени за Бог, за евангелието. Павле беше таков човек. Да, важно е како се однесуваме. И Павле продолжува во затвор. Следниот пат ќе завршиме, нема да продолжиме. Колку е? 12-20. Вториот дел на 28 глава и ќе завршиме со оваа книга Делата на апостолите и ќе видиме што значи таму тоа време што го поминува тие 2 години
во Синџири. Но јас верувам дека тие луѓе јако биле врзани за Синџири со Павле, тие војници, и они имали убаво време со него. Ако не други имали можност да слушат многу приказни. Павле бил жива книга со приказни. Приказни од неговиот живот. Што ли не поминал тој човек? Какви ли не избавувања? Од што ли не Бог го избавил? И ние ќе видиме во тој период таму, покрај тие војници кои се од царскиот дворец, кои се преторијански војници, кои се од гардата на Цезарот, понатаму ќе стигне преку нив Евангелието и во царскиот дворец, во обкружувањето на Цезар. Пише во 1.13, во целата преторија, целата царска гарда на Нерон, целата преторија стана познато дека сум во окови за Христос. Од кај разбра? Тој немал можност да оди таму кај тие преторијани во касарната, во гардиската касарна во Рим. Не, тој бил во притвор. Знаете ли како разбрала целата преторија? Ево тие војници што биле со Павле оковани. Оделе таму, се вракеле во касарната и веле: абе, знаете ли еден човек што има таму, што он избори за Христос? Да. Или пак во 4.22 во Филипјаните пишува, и првиот од Филипјаните овој, сите други, пак таму од палатата на Нерон, сите други позоруваат, сите свети, а особено оние што се од Цезаревиот дом. Не знаеме точно што се, што знае, слуги ли, можеби некои што оделе таму да распрашуваат, тоа е дело, оделе не адвокати, но и истражувачи, правни суди да го работат делото. Тој нив им зборувал. И сега праќа Павле поздрави до филипјаните од тие луѓе таму од царскиот дворец. Тоа е голема работа. И на крајот на краишто, она што така се гледа јасно, што го кажеви, со тоа ќе завршиме. Бог е наш сигурен водач. Тоа е. Нема друг сигурен водач во животот. Тој го води своето дете. Тој го води својот народ. И затоа се бара нашата послушност. Да, некојаш Бог може да направи заобиколен пат. Но и таму на тој заобиколен пат треба да остане нашата послушност. Можеби не е во рамките на нашиот план, може никогаш не сме мислеле, не сме се подготвувале за тоа. Не, и таму ние служиме како и на главниот пат. Секаде послушни на Бог. Тој е премудриот, тој го има најдоброто. Затоа да му се доверуваме, да му се покоруваме и тој нека го прави тоа. Нека прави срце кои се секогаш послушни, покорни на тоа Божјо водство, а ние сме во сигурни раце, во раците на оној кој секогаш извршува својата најдобра волја за нас. Амин.